12.000 денари по хектар субвенции за засејани површини со житарици, но со сертифицирано семе. Половина или само 6.000 денари за оние земјоделци кои ќе ги засеат нивите со оставено семе од реколта. Условот да ја добијат финансиската поддршка од државата е земјоделците да имаат посејано најмалку 0,3 хектари со житни култури. Од годинава ќе има нови критериуми за субвенционирање на житните култури. За нивите со големина од 10 до 50 хектари следуваат и дополнителни 5.760 денари. За површини од 5 до 50 хектари со потребен семенски материјал, земјоделците може да добиваат по 14.400 денари за хектар. Финансиската поддршка ќе се намалува и процентуално во зависност од големината на засејаните површини. Услов е да се употреби сертифициран семенски материјал и да се добијат просечни приноси повеќе од 4.000 килограми за пченица, 3.000 за другите житни култури или 1.800 килограми по хектар за сончоглед. Предностите од употребата на семенски сертифициран материјали се познати на земјоделците, но дали и контролите како кај вештачките ѓубрева може да утврдат колку семенскиот материјал е квалитетен поради намалените приноси на кои се жалеа производителите. Семенскиот материјал би требало секој земјоделец да го употребува, бидејќи тие се враќаат пари од Министерството за финансии се враќаат и подобро е семенски материјал да земе него да го зима од некој си така на црно да земе па да саде и поисплатливо е, повеќе плаќа. Кај нас са мили е земјата, таква многу добро се обработува и повеќе се исплаќа тие семиња него други да земат.